Почитувани гледачи на телевизија Телма и драги пријатели на Fair Play, добре дојдовте. Ова е уште една наша епизода, уште едно издание во кое ќе отвориме уште една тема поврзана со спортот. Навистина ми е драго што денеска ќе зборуваме за шахот, заради тоа што сметам дека во последните години мисијата која што ја имаше Шаховската федерација за негово популаризирање и како е успешна благодарение на тоа што шахот веќе како опција за изучување постои во голем дел од основните училишта во Македонија во прво и второ оделение. За тоа беше потребна обука на голем број наставници, а се разбира и деца кои што ќе бидат заинтересирани барем да слушнат и видат што е тоа шах, а потоа можеби и да останат и малку попрофесионално во овие води. Сакам да ви кажам дека во денешната емисија, освен тоа што ќе гостуваат дел од актуелните македонски шаховски сили, ќе ги видиме и чуеме оние најмалите кои што ги прават првите успешни чекори на полето на шахот и во целиот овој свет. Мои гости и соговорници ќе бидат и господинот Орце Данчевски, кој што е интернационален мајстор, фиде тренер и неговата омилена титула е наставник по шах. Има голема љубов за шахот која е пренесува на децата и на младите сили. А дел од Fair Play на моја чест ќе биде господинот Љубомир Хаџиманев, кој што овој пат ќе ги евоцира неговите спомени од Шаховската олимпијада на која што Скопје и Македонија беа домаќини во 1972 година. Тој бил директно вклучен во организацијата на ова големо надпреварување, па ќе не потсети на кој начин Скопје се покажа во таа улога на домаќин, како градот дишал во тие моменти кога дел од најпознатите шахисти биле овде и се надпреварувале токму овде. Сакам да напоменам и една важна работа. Господинот Љубомир во својот дом до ден денес се уште има оригинални шаховски фигури со кои што тогаш во минатото во Скопје се надпреварувале оние кои што дошле да бидат дел од Шаховската олимпијада. Имаме многу содржини, навистина со љубов и посветеност ја работиме ова епизода и се надевам дека ќе биде доволно едукативна и забавна за сите вас кои што сте со нас на Телма. Почнуваме сега. Во студиото денеска имам двајца млади луѓе, две личности кои што се актуелно дел од нашата домашна шаховска сцена, се надпреваруваат веќе во сениорска категорија и тоа значи дека веќе се мотивација за помладите, меѓутоа од прва рака ќе ни пренесат што во моментов се случува на домашната шаховска сцена, но и какво е чувството да ја представувате Македонија на меѓународно ниво на оние надпревари каде што и ние можеме да се најдеме и како меѓу најдобрите во шахот. Им посакам добри дојде во Fair Play на Ивана Манова и на Антон Златков, кои што се дел од клубот Гамбит Асеко. Добре дојдовте. Благодариме за поканата и можноста што ни ја давате да можеме секој од нас да се ја каже својата приказна. Да, ви кажав дека навистина со голем мерак ќе го потребам тој збор. Ја подготвувам оваа тема и некако низ овие денови јас ќе бидам искрена многу научив за шахот, но како и да е, ви благодарам прво што ни донесовте вака една убава шаховска табла. Вака би требало да изгледа пред старт на една традиционална шаховска партија, така? Ама во старт ќе прашам затоа што тоа ми е интересно, не секогаш вака се наредени фигурите. Зошто? Имаме сега и поинакви типови на шах. Па да, сега во помодерното време се, да речеме, се практикува Фишеров шах, каде што пионите си имаат истата позиција, но се менуваат позициите на сите други фигури и на некој начин им прави на играчите да е интересно, да нема теории, бидејќи во стандардниот шах има многу теории и многу отварања, а вака секој си игра од глава и правилата се исти како и во традиционалниот шах. Ви прави некогаш збрка или проблем да ги комбинирате, односно да се надпреварувате во традиционален шах, па малку во брзо потезен, па малку Фишеров,
знае да биде хаотично или не е проблем? Па да, различни брзини се. На брзопотезните треба секако нели побрзо да играш, а на класичните треба, мислам, имаш многу време за размислување. Што е фаворит? Па мене класичниот највеќе ми се допаѓа. Класичен? Да, исто и мене стандард. Повеќе сакате да напаѓате веднаш од старт или да се браните? Па секој сака да напаѓа во шах. Да? Да. Добро. Многу е тешко да се браниш во шах. Тоа е една од најтешките работи да ги научиш, мислам, да ги совладаш. Нели има изрека најдобрата одбрана е нападот. И тоа го практикуваме, но секако никогаш и сме во ситуација да се одбраниме, како што каже Антон, многу е потешко да ги најдеш одбранбените потези, бидејќи кога напаѓаш повеќе е форсирано и многу, да речеме, лесно се гледаат тие напаѓачки потези, но кога треба да се одбраниш е потешко. Антон си уште ученик во средно училиште и бидејќи имав прилика да ги запознам помалите дечиња, таму ми беше интересно што некако ќе кажам слободно те доживуваат како звезда, па нив им интересно кога ќе те сретнат низ ходници, а најинтересно кога имаат прилика да играат некоја шаховска партија со тебе. Како тоа всушност таму изгледа? Дали навистина одвојуваш време да седнеш и со малите дечиња да играте шах? Па да, понекогаш. Тоа е секако добро, да им даваш мотивација на помладата генерација да се трудат и исто да станат и тие добри шахисти. Се случува некогаш, биди искрен, фер, да те победат? Па да, се случило секако. Например, особено на брзопотезните темпа, каде што нема многу време за мислење, се случува нели да се сгреши, некој да ги најде сите добри потези, некој да не ги најде и можно да се изгуби. Јас сум Софија, имам скоро 8 години, учам во училиштето Блаже Конески, тренирам во клубот Гамбита Секо и сум прво место во Македонија до 8 години за девојчиња. Јас се викам Ахмет Селим Абдурахман и имам 9 години. Јас се викам Андреја Цветановска и имам 9 години. Јас се викам Катја Томова и имам 9 години. Прв пат играв шах со татко ми, тоа може би е пред 1 година. Јас во училиште се запишав во второ деление и од тогаш почнав да играм шах. Една со баба ми се разгледувавме нешто и најдовме една мала табла шах, која што била на татко ми порано. И кога дојде татко ми од работа, му го замалив да ме научи да играм шах. Веќе тренирам 3 години. Татко ми. Да, во прво деление кога почнав да играм, дека не знаев лекции, дека прво се почнува со првиот пион, во центар пионот, само се ги мрдав крај нива и само се го вадав топот и вака се игравме. Добро. И татко ми исто помена. Во периодот на летниот распуст, јас гледав на интернет какви се фигурите, колку вредат. И потоа, кога почна училиштето, јас веќе вториот месец знаев секако се движат сите фигури и знаев веќе како да играм. Сега дедо ми е тука и со него играм, со мајка ми некогаш играм и ја научив мајка ми да игра шах. Кој е најдобар од сите? Татко ми. Наставници се по шах ми се Орсе Данчевски, Маријан Митков и Стојанчо. Орце и Маријан. Учиме некои лекции од степ 1 до степ 4. Сега сме ние на степ 4 и таму решаваме задачи или некои лекции. Па се строги кога правиме галама. Па добри се,
не се лутат. Изборен предмет имав на шах и тогаш го видов шахот. Тогаш малку ми беше како досадно, ама играв полека со другарчињата и се навикнав. Јас на еден шаховски турнир добив табла и таа ја носев во школа за ние сите заедно да играме на одморите и тоа е многу интересно. Кога бев да ме прегледаат еднаш, увото да ми го видат, запознавме едно дете кое што тренира во овој клуб и ни даде број од наставникот и така почнав да тренирам во клубот. Нема разлика во тоа, разликата е во противникот. И со двете. Минатата година повеќе црните ги сакав, ама сега повеќе белите. Сакам да бидам прва, некогаш и со црни, зависи од противникот. Најтежок противник ми беше едно девојче од Кипар, ама на крај победив. 4 часа играв. Во еден турнир беше во Романија и последната партија изиграв со некој романец и после го победив и тоа ми беше најсрекната победа. ...85 потеза. Не знам, не ги брам ја часовите, само потезите. А играв една партија кога бев во Струмица со едно девојче и тоа беше екипен турнир. За прв пат играв 3 часа и ми беше многу тешко. Не бев дури ни еднаш во тоалет. За малку ќе изгубеше на време девојчето. Имаше 14 години, ама изгубив. Не знам точно на кој турнир беше и сега јас играв партија. Беше полесен од мене, ама дека не бев многу сконцентрирана, дека таму мислам дека беше малку галама и изгубив од полесен. Дамата. Ловеците. Ловецот? Да. Дамата ми е омилена, бидејќи може да се движи било каде. Не ги следам многу, има еден готам чес и него често го гледам, а сакам да видам како Џудит Полгар. Не следам никого, најчесто играм шах кога ќе се вратам од училиште, кога ќе ги завршам сите домашни и училишни обврски. Па јас играм шах на Chess Kids и Chess.com. На Chess Kids решаваме ни левели како задачи. И таму има како со еден робот што се игра и што еден потез играш и потоа треба дури за една недела вториот потез да го одиграш и таа е многу долга партија, но не сум играла баш. На Chess.com има некои противници, но не ги следам, повеќе играм партии или решавам задачи. Па јас мислам да пробаат да купат шах, да пробаат да играат, да ја научат колку е вредноста на дамата, на ловецот, на коњот, на кралот и на пионите и да научат преку интернет како се движат фигурите. Пример, овој пион од почеток може да оде две полиња или едно и после ако дојде тука не може да оде две, само едно може и може да зема лево десно вака. Сакам да одам на светско, на европско. Убаво ми е, така интересно ми е кога играм. На страна клубските обврски што ги имате, со кого најчесто за мерак играте шах? Со мене другарите, односно од училиште, со учениците исто сакаат да играат шах, бидејќи тие
не сваќа до толку колку е комплексна таа игра и мисля дека е проста и кога играат со мене сваќа дека има многу Не е баш така не е лесно. толку лесно, да. Да, добро, веројатно не секој тоа го прави толку професионално, некому Да. му е само забава и тука веќе Да. различни ви се сосема улогите. Пак е мене во фамилијата не играм со нив, бидејќи веќе се откажаа одамна да играат со мене. Пример вака што сме шаховско друштво, што сме тука на таа возраст, знаеме да одиграме партии и интересни партии, но исто така и во средно другарите што и нели одев учев со нив, има некои од нив што сакаат да играат, па некојаш ќе ме прашаат за некој совет. И мене баш секогаш ми е многу интересно кога некој се интересира за шах и јас секако ќе му кажам, нели ќе одговорам на секое прашање, бидејќи мене тоа едноставно ми е убаво за кога се зборува за Да шах. може да научат од тебе може едноставно. да научат, да, и мене убаво ми е да можам да помогнам на некој за таа тема. Какво ви е чувството кога ќе седнете спроти некој кој е многу искусен и сте свесни дека до тогаш одиграл навистина многу голем број на шаховски партии? Што тогаш ви се случува? Имате некоја возбуда, мотивација, трема можеби? Па да, дефинитивно кога играш со појаки противници или поискусни противници има трема, но доброто со тоа е дека никако не може да изгубиш, еве и да изгубиш таа партија со појакиот или поискусниот, си ќе научиш и не е толку страшно тоа. И плюс исто така кога ќе играш со него, тој со таа или тој на некој начин се тестираш колку ти знаеш, како се со врвот или со искусните шахисти се како играш со нив. Како се носиш, Како се носиш, да. до каде е напредокот и така. Ивана ми спомна нешто во неврзан разговор, интересно ми звучеше дека ја доживува игра најмногу и пред се како надпревар сам со себе. Да. А потоа со тој кој што од спротива. Па да речеме, нели, шаховска партија играш со некој од спротива, но треба да ги бараш најдобрите потези и во исто време да ги бараш и најдобрите потези за противникот и доколку цело време да речеме го правиш тоа, фактички ти играш сам со себе. И како што кажа Антон, сите, да речеме, порази се некоја научена лекција и тоа е една од главните придобивки за играње шах, односно секој пораз не учи на нешто ново и дека треба и многу полесно можеме да го пребродиме поразот. Во животот ќе имаме и нели различни да речеме неуспеси, порази, но секогаш треба да знаеме како да се справиме со тоа, каде што шахот многу ни помага во тоа. Кога сме кај помош, има ли нешто што ете со текот на годините забележувате дека сериозно ви е подобрено како вештина благодарение на тоа што практикувате шах? Помага ли например во училиште, во некои други активности што се вон училишни или вон на факултет, а каде што ќе си речете ова е благодарение на тоа што јас тренирам или редовно практикувам да играм шах? Да, шахот има навистина многу предности. На почетокот ќе извојам фокусот, вниманието, во учењето многу помага бидејќи шахот не тера да сме сконцентрирани на една шаховска партија, да се трудиме максимално да нели секако да се вложуваме, да ги наоѓаме најдобрите потези, па нели на крај да победиме. И исто така помага тој фокус да речеме во учењето каде што можеме нели да се сконцентрираме, наставата да ја пратиме, нели наставничките, професорите, сето тоа. И како и во учењето секако дисциплината тука е главен фактор. Мене ми помогна за математика и физика да се заинтересирам, да едноставно да бидам добра во тоа. Исто така шахот функционира каде што, значи е спорт во кој што функционираат двете хемисфери на мозокот. И тоа е навистина многу важно бидејќи цело време кога размислуваме, кога бараме потези, всушност мозокот го вежбаме на некој начин и навистина помага. Јас ја пратам наставата, повеќе сум фокусиран и дома кога треба да учам пред тест, например, многу помалку време ми треба, например, од врсниците или така. И исто така шахот не учи како да размислуваме исто во сите како да памтиме некои работи полесно и така.
прво што би прашал, дали сака навистина да игра шах. Значи, сепак во овој шаховски клуб, каде што се вие сте гостин, доаѓаат пред се деца кои што се влюбеници во оваа игра, и тоа прашање не го поставам, но ако некој прв пат го видам, ќе поставам дали навистина сакате да играте шах, и ако сакате, вие сте го решиле проблемот. До ден денеска се уште се води дебатата што е шахот. Дали е шахот спорт, дали е уметност, дали е наука. Јас мојот живот го имам посветено на оваа игра, значи од 4 годишна возраст почнувам да играм шах, еве до ден денеска и до крајот на мојот живот сигурно ќе видам со овие дрвчиња и со оваа табла. Според мене шахот представува збир на сите тие три работи. Самата екзистенција на шахот е на спортска база, но суштината на шахот е уметноста. Затоа што шахот е на игра каде што на мал простор во одредено време вие креирате некој настан, креирате сценарија, креирате мал филм во рок од 2 часа, еден мини филм. Јас би ја нарекол како уметност и не случајно во големата руска енциклопедија шахот е дефиниран како уметност во форма на игра. Во сите поразвиени држави, почнувајќи од Европска унија, Соединените американски држави, Русија, Кина, Индија, шахот е дел во образовниот процес. Поучени од тоа искуство, поучени од моето лично искуство што го имав врз мене, 2022 година група на ентузијасти во Шаховската федерација на Македонија, овде би ги спомнал Зоран Стојчевски, фидемајсторот, Александра Гакидова, Маријан Митков, Агим Шемшиу, Мерџановски Војче од Гостивар, се состанавме и решивме да се обидеме шахот, да го внесеме во образовниот систем во нашата држава и поднесовме програма за изучување на шахот од прво до пето одделение во Бирото за развој, односно Министерството за образование. И за наше големо задоволство програмата беше одобрена и од 2022 година почнавме во нашата федерација да правиме обуки, семинари и успеавме да обучиме околу 1000 наставници од цела Република Македонија. Почнавме малку скромно, имавме малку скептицизам од страна на наставниците, па тоа е тешка игра, па шахот треба многу мислење. Знаете, има парадигма дека шахот е игра за повозрастни, за пензионери, дека што сега децата би требало да учат чак да ги мачиме уште нешто. Во овој момент во 50 училишта сме влезени како изборен предмет од прво до пето одделение. Самите програми што се направени за изучување се толку лесни, толку едноставни, да не мора наставничката да има некакве признање од областа на шах. Кај секое дете да се развиваат когнитивните способности благодарение на шахот. А ние многу добро знаеме дека шахот е подобра пред се концентрацијата. Јас сум овде наставник од прво до пето одделение, кога ќе ми дојдат дечиња од прво одделение, имат многу мала концентрација. Во 2018 година на званичните првенства на Македонија од 8 до 18 години учествуваа максимум околу 50 на учесници во сите категории, од 8, 10, 12, 14, 16, 18. Многу мал број на девојчиња, тоа ни е голем недостаток во македонскиот шах, за да сега 2024 година на последниот шампионат на Македонија имавме 150 деца. Да разбиеме на парадигма дека ова е само машки спорт, дека ова е спорт еднаков и за мажите и за жените. Создадовме во Шаховската федерација програма каде што на интерактивен начин, сега ќе ви кажам, ова е многу интересно, модерната технологија, екран технологијата, смарт таблата, да ја искористиме во наша полза. Дечињата доаѓаат на час, целиот клас, и едно по едно излегуваат на смарт табла и ја играат видеоиграта од прилика околу 30 минута време, се играат играта со топот, со ловецот и на тој начин ја всадивме љубовта кон шахот со модерната технологија. Кога се сакаат шахот, тие почнуваат после да го барат и класичниот начин на изучување, а тоа го направивме во шаховските клубови, во мојата шаховска школа Гамбита Секо,
кој што последните 2 години, не сакам да бидам погрешен сватен, е најдобра шаховска школа во Македонија, со најголем број прваци во екипна и во поединечна конкуренција. Од 12 прваци на Македонија, 2 во 8, 10 до 18, ние имаме 9 прваци од нашата шаховска школа, а во екипна конкуренција од 8 лиги, 6 лиги пехарите се кај нас во нашата витрина. Тренери во шаховската школа Гамбит покрај мене се мојот колега и пријател од дете Маријан Битков, интернационален мајстор Маријан Битков, Зоран Стојчевски, Стојанчо Димковски, Никола Николовски. Интересно за нив двајца што тие се мои ученици од мала возраст, од 7 годишна возраст, сега се вклучија, сега интернационален мајстор, Никола Николовски е стандарден репрезентативец сениорски на Македонија, Димковски Стојанчо си е дипломиран економиста, вработен во Тутунска банка, едно позитивно дете кој што многу успешно ја пренесува љубовта кон шахот кон на сите дечиња. Во нашиот клуб моментално имаме 100 деца од 8 до 18 години. Денеска ќе ги запознаете еден дел од нив, прваците во најмалите категории, поголемите прваци мисле на шаховски турнири. Веќе од 5 репрезентативци, тројца се членови на шаховската школа Гамбит, Никола Николовски, Емил Ристевски, Антон Златков, тука и Андре Велјановски, кој што е резерва во составот на нашата репрезентација, така да покажува дека шаховскиот клуб Гамбит, заедно со шаховскиот клуб Алкалуид, се двата најуспешни шаховски клубови и носечки клубови и поставени како што треба да изгледаат сите други шаховски клубови. Дечињата, кога ќе почнат да изучуваат играта шах, кај нив е така застапена најмногу тоа фотографска меморија. И шахот ја сваќаат во слики, во движење на слики. Вие рековте дека може 5 секунди држи концентрација, но со правилна едукација, правилно учење, таа фотографска меморија што ја стекнуваат преку екран игрите, видеоигрите, се мораме да признаеме дека поголем број има негативни особини, но има и позитивни особини во развојот на интелигенцијата, кај секој дете користењето на тие направи, и кога ќе се вметне шахот, добиваме супер интелигентно дете. Во овој момент во светскиот шаховски врв владеат тинејџерите, владеат деца од 16, 17, 18 години. Интернетот му помогна на шахот да го дојде, да даде таа нагорна линија во неговиот развој, и треба да се приклучуваме ние кон тие трендови. Полека се остварува мојот сон. Мојот сон е на првенство на Македонија да се игра во салата Борис Трајковски со 2000-4000 дечиња на првенство на Македонија. Сте размислувале ли некогаш за шаховска партија, пример да имате желба да ја одиграте повторно, само за да примените некој друг тип на потези? Си враќате ли така наназад некои ситуации, пример сакам да одиграм таа партија, немаше да би сменила или би сменил, би одиграла поинаку? Па да, еве да речеме завршува шаховската партија и сега во тој момент, бар мене лично, ме интересира дали сум направила некоја грешка во мојата партија и што сум размислувала од тоа време, бидејќи шахот е игра на одлуки. И да речеме во таа игра, во тој момент да речеме, јас одлучувам да го изиграм тој потек, а кога ќе проверам нели на дома, кога ќе дојдам и да видам дали е тој добар потек, гледам другите, бидејќи има повеќе низини потези, и гледам кој од нив е всушност најдобар и дали сум го погодила тој потек, дали од тие потези што сум ги мислела навистина и тие биле добри потези, и на некој начин се проверувам и гледам дали е нели тоа добро. Па да, особено кога ја губам партијата или ја ремизирам или правам нерешено, многу сакам да видам каде сум сгрешил, зошто сум размислувал така кога сум грешил, како треба да размислувам, колку време сум потрошил на тој потез, зошто сум потрошил толку време, и тоа после секоја партија се навраќам и така на некој начин се учи. Како да не ги правиш истите грешки, како да размислуваш во тие типови на позиции понатаму.
Знаеме дека нели во шахот постои тоа предвидување на потези, меѓутоа не мислам само на тоа, туку и на моментот како противникот се чувствува, каков е неговиот говор на тело, дали во некој момент блефира дека се е окей, а всушност се мачи во ситуацијата со потезите. Чи каква е вашата моќна проценка на тој што е спроти вас? Шахот е навистина многу психолошка игра, нели? Треба многу да се изанализира противникот и тоа се гледа всушност во самите потези, ако навистина брзо изигра да речеме противникот, тогаш претпоставуваме дека тој е веќе спремен во, да речеме, на почетокот во тоа отварање. Кога веќе ќе почне да размислува, тогаш знаеме дека тука веќе не е сигурен дали е тој потегот, значи не е доволно спремен. И на некој начин со тоа што ние го мислиме, го анализираме, пробуваме да видиме дали он тоа го размислува истото и наоѓаме, нели, пробуваме да најдеме најдобри потези. Дефинитивно повеќе фокус треба на себе, на своите размислувања, но секако може да се земе во предвид и противничкиот body language на некој начин. Да. Бидејќи ако цело време се мрда, прави некои гримаси, нешто не му се може да препоставиш дека нешто не му се допаѓа во позицијата или не знае како да продолжи. Не ја знае оценката, не му е јасно нешто. Например, кога седи мирен, кога игра брзо, исто е важно колку брзо ги игра потезите. Тогаш е поопасно. Тогаш знаеш дека е сигурен, дека знае како треба да игра во таа позиција, знае како следните потези ги знае, има пресметано. Да. И така, тоа е доста важно. А спротивната ситуација, какви сте вие? И имате ли некои свои техники да се контролирате, да не биде тоа многу очигледно, тогаш кога вие сте во тесно, кога имате некоја критична, кризна ситуација во партијата? Јас секогаш се трудам да бидам смирена, бидејќи тоа што се случува на таблата, не сакам и противникот да знае дали навистина е така како што е, нели? И гледам да сум смирена. Сега не знам дали изгледа така од страна, но се трудам да не покажувам, да речеме, слабост. Тешка или лесна задача? Па да, не се покаже ништо. Јас исто како Ивана пробувам нели да сум смирен, но така исто може да се кога се зема својот body language, може на пример намерно да играш брзи потези, намерно да се чувствуваш нели да се чувствуваш смирен и и противникот кога те оценува тебе да мисли овој многу знае знае како да игра позицијава, сигурен е и може и он да биде да стане несигурен. Да, па добро, значи малку блефирање сепак тоа е блефирање. ја прави поинтересна целата игра. Какво беше вашето искуство на Олимпијада? И двајцата бевте таму. За Ивана, значи, посебно, затоа што некако влезе во еден нов, попредизвикувачки или повисок ранг, според титулата шаховска. Меѓутоа, она што сакам да го слушнам, саопштите впечатоци, како се тоа беше организирано, какво ви беше чувството таму да седите, таму да бидете меѓу сите тие луѓе кои што се на некој начин на врвот на шаховската сцена. Ајде, на дамата ќе дадеме предност. Па да, шаховските олимпијади се навистина, да речеме, оваа шаховска олимпијада беше силен настан во кој што играше, да речеме, игра држави од целиот свет. И навистина толку многу луѓе на едно место, шаховската атмосфера е на некој друг начин, да речеме, поголема возбуда, нели се среќаваш со пријатели кои што ги гледаш на такви шаховски настани и навистина е една магија од измешани чувства и нели додека да стигнеш до местото каде што се одржа олимпијадата, тука нели те чекаат некои да речеме логистички транспорт така натаму, но навистина е многу интересен настан. Сега си женски FIDE мајстор. Да. Тоа што значи што треба да направи една дама во шахот за да може да има таа титула? Да. Јас оваа титула ја освоив на шаховската олимпијада. Беше потребно, значи има два начини како да се освои оваа титула. Јас ја освоив преку играње на 9 партии,
уствари 10 партии, каде што освоив 7 поени, но значи може да се освои со 65% од поените. Кои што нели освари од партиите. И фактички така ја се освоив, но исто така доколку се надмине рейтингот на 2100, тогаш веќе се автоматски се станува женски фидемајстор. Уште малку само за да биде појасно и за гледачите, тој рейтинг како се постигнува или надминува, дали е тука клучно кој е ваш противник или не мора да биде клучно? Секако кога се игра со противник кој што има повеќе рейтинг, тоа не значи дека тоа е појак, но има повеќе рейтинг. Тогаш се земаат кога би победил се освојуваат повеќе поени, секако со губење на партијата се губат поени и така фактички колку повеќе победуваш, толку и повеќе поени освојуваш. Антон, иако имаш 17 години, реков и ти си во сениорска конкуренција. Па, Олимпијадата беше тешко искуство или добро искуство? Па, ја би кажал дека беше неверојатно искуство. Тоа беше ми беше прв настап за сениорската репрезентација и нели прва Олимпијада. И тоа ми беше многу добро искуство самото чувство да играте за својата држава, за својата репрезентација е многу добро. Да ги гледаш своите соиграчи до тебе, како и тие се борат за победи, како и но исто така и чувството да ги гледаш и врвните шахисти. Значи таму скоро сите шахисти во врвот настапија за своите држави на Олимпијадата и многу е добро. Катастрофалниот земјотрес, нели многу земји помогнаа за изградбата. Као некоја, да кажам, да се одолжи Скопје, почна, односно се направи една екипа која се заложи да се организира турнир на солидарноста, шаховски турнир на солидарноста од највисок ранг. Дојда почнувајќи од Фишер, кој тогаш не беше светски првак, меѓутоа дојде во Скопје и беше многу популарен и победи на тој турнир. Скопје стекна еден имидж дека е добар организатор на шаковски настани. По таа заслуга ја доби, веројатно една од тие причини беше и тоа, што Олимпијадата некако се заборави. Пред 2 години имавме 50 години од Олимпијадата. Ја не сеќам да забележив дали градот, дали Шаховската федерација, да нешто направи, го одбележи, да направи некој турнир, да направи не знам што. Да тоа се одбележи, тоа беше голем настан, спортски настан, кој што до сега немала Македонија толкав. Имаше 300-500 шахисти, имаше уште 500 други луѓе кои работеа околу това. Таа Олимпијада до тогаш беше најдобро организирана, а се уште важи како една од најдобри. Требаше да се направи некои објекти да се изградат. Немаше, нула беше. Среќа тогаш во тоа време беше градоначалник Драголюб Ставрев, кој беше на Скопје, кој беше и граден инженер и професор. И он знаеше, он раководеше со тие работи. Поранешно сајмиште со, не знам, 5-6 скали колку имаше. Хотелот Панорама, значи тој се изградија тие сали. Се тоа во рок од 2 години и се изгради Олимписко село кај Панорама на водно. И тоа, мислам, се више не постои. Иначе, ова беше 20-та шаховска машка Олимпијада и 5-та женска Олимпијада. Што е интересно исто? Прв пат во историјата се спојува во исто време да се играат машка и женска репрезентација. Иначе, порано се играа одвоено.
интересно е што во салите се округли. Се играше иначе во две сали, првата и втората сала беа за шахистите. Колку да кажам, мене е околу 140 табли, 140, значи 280 шахисти во исто време. Бројот на екипите, репрезентациите кои дојде во Скопје беше најголем во тој момент. Од сите претходни олимпијади, значи 63 машки репрезентации и 23 женски. Летото 1972 се играше мечот за светски првак помеѓу Спаски, Борис Спаски и Роберт Фишер во Рејкјавик. И тој меч беше доста напорен за двајцата шахисти. Причина веројатно беше тоа дека нити едниот не настапи за Советскиот сојуз, нити Фишер дојде да игра за... Тоа беше месец дена пред Олимпијадата, они завршија со тој, значи веројатно били преморени. Дали имало некои финансиски барања? Не знам, не сум слушнал за тоа. Сите врвни шахисти светски дојдоа во Скопје на Олимпијадата. Петросјан, Смислов, Тајл, Корчној не беше првак, следниот првак Карпов. Карпов беше, да кажам, младинец, тогаш и беше резерва во руската репрезентација на пета табла и постигна фантастичен резултат. Имаше еден голем инцидент на Олимпијадата, обичната Олимпијада, спортската Олимпијада во Минхен, а тоа беше 2 недели пред почеток на Олимпијадата. И знаете каква е тоа паника сега? Мора да се направи голема заштита на спортистите, на шахистите. Се збореше, сега ја тоа пренесувам, дека дури и чистачките биле полицајки. Значи, за секој случај. Мал компјутерски систем, во тоа време иначе нели цела соба зафаќаше. Плюс користевме уште еден компјутерски систем, а тоа е во Железарница Скопје. Партиите што се играва, покрај тоа што секој играч нели ги запишува води, потезите, имаше и запишувачи на партии. Така запишани партии се носева во компјутерскиот центар во Железара. Идејата беше да се прави билтен, да утре сабајле веќе биде на масата достапен. А овде јас кај што работев, значи во овој што ја покажавте сликата, ние тука бевме повеќе за информација на гледачите и на новинарите. Беше примитивно, немаше тогаш монитори, немаше, нели, стоеше телевизија Скопје, тогаш се викаше РТС, нели, имаше инсталирано камера која што директно покажуваше на овој принтер. И од принтерот се пренесуваше телевизија, си имаше монитори во ходникот, така да можеше онлайн по наводници да се прати што се случува. Шахот бил секогаш интересен за компјутерџиите, за програмерите, за да си ги вежбаат своите способности. Негде 56-57 година е прв пат напишан некој програм, примитивен, кој можел да игра шах. Михаил Ботвеник, поранешниот светски првак и научник, електроинженер, прв почнал да се, меѓу првите почнал да се бави со тоа како да се компјутерската игра префрли на шахот. Дури неговите прогнози биле, кога веќе понапред на тоа таму 70-80 години, дека компјутерот ќе го уништи шахот. По мене е позитивно. Позитивно затоа што се напредува многу повеќе. Нас постарите ние веќе тешко да играме со деца, зашто они многу се напреднати. Иако по категорија, по рейтинг сме повисоки, работата е за нас као повозрастни
да дојдеме негде до средишница кај што веќе нема компјутери, кај што нашето искуство може да помогне. Не сакам да пропуштиме, треба и нашите гледачи тоа да го знаат. Во Македонија ни предстои да бидеме домаќини на едно големо надпреварување. Кога ќе се случи тоа и кој се ќе дојде во Скопје? Од 6 до 6 до 12 декември. Декември? Да, Добро. тоа е сега, за брзо. Да. Ќе се одржи европско во поединачен шах за рапид и за блиц. Но исто така ќе има и за Фишеров шах. Па потоа понатаму после тој турнир ќе се одржи и опен турнир каде што тој ќе биде поразличен од овие другите, односно за стандард. Ќе се надпреваруваат машка конкуренција, женска конкуренција или тука се мешани? Да. Добро, ќе учествувате и двајцата? Да. Има во моментов неколкумина шахисти кои што се во светскиот врв и покрај тоа што нели имаат шампионски титули, тие се, ќе употребам модерен речник, инфлуенсери во поглед на шахот. Многу млади луѓе ги следат, понекој пат имаат прилика и да се онлайн надпреваруваат. Кого и дали воопшто вие следите од нив? Па да, секако дека следиме. Најпознатиот мислам е Леви Розман, односно под псевдонимот Готам Чес. Исто и Хикару Накамура, кој е врвен шахист, но нели стрима на YouTube или на Twitch, во на тие живо платформи. буквално покажува што и колку знае и како знае. Игра на онлайн шах и покажува како размислува, како и го гледаш како размислува и какви потези игра и Чувствуваш, например, дека е тоа искрено и дека нема штедење и дека буквално се што знае и уме сака да пренесе на оние кои го следат? Па, верувам дека да, поради тоа што на брзопотезна партија нема што многу да крие, ќе каже како размислува и тоа нема, верувам дека е искрен. Значи, од помош е, така? Во превод? Ако човек ги следи овие луѓе, не велам да се биде опсадат, меѓутоа тогаш кога ги следиш можеш да научиш. Да. Добро. Ивана, има некако што? Јас ќе ги спомнам тука девојките. Сестрите Ботес, тие се многу познати за ширење на шах. Исто така Дина Беленкаја, Ана Крамлинг во последно време исто така е многу позната. И навистина на некој начин со тоа што ги гледаш ти прави да ти е интересно, да можеш да научиш, како што кажа Антон, слушаш како размислуваат, бидејќи нели се што сакаме да научиме, сакаме преку игра да го научиме и на некој начин така преку полесно игра е некако можеби, да. И поинтересно. Една од најпопуларните серии кои што ја гледаат или гледаа многу луѓе, а некако добро го промовираше шахот, Queen's Gambit. Дали е тоа нешто што вие сте го гледали или гледате? Да, јас ја изгледав серијата пред неколку години и ми се допадна, може да кажам. Да, добра оценка даваш, Ивана? Да, и мене ми се допадна. Исто така може да се види според статистики нели на Netflix дека е во топ 10, бидејќи во тоа време нели сите бевме да речеме затворени и тоа беше да речеме бум каде што сите почнаа да го гледаат серијата, почна да се промовира многу повеќе шахот и на некој начин да речеме успеа да се прошири, да почнат луѓето многу да го играат. И јас навистина ми беше интересна серијата и не би се согласила со све нели со се таму. Секој има своја перцепција и начин како го доживува или оценува нештото. Прашањето инаку го поставив за да некако се надоврзам, имате ли некои вие ваши специфични начини за тренирање? Например, знаеме дека таму имаше проектирање на шаховска табла на таван, да речеме. Имате ли вие своји начини, можеби да запишувате, да размислувате на шах, тогаш кога не сте со шаховска табла пред вас и со противник спротив вас? Па да, бидејќи ние многу години сме ја играли оваа игра, можеме да ја замислиме таблата во нашата глава и може да ги замислиме потезите што како овакво да пресметуваме. Например, додека играме партија на шах, кога одиме до тоалет или да се напиеме вода, било што, може да размислуваме да размислуваме истата позиција што е на табла
кога и да не ја гледаме таблата, да пресметуваме варијанти, да размислуваме исто како да сме на таблата. Искрено ти кажам, мене тешко ми звучи, да не речам невозможно, но да, те разбирам. Ивана, некој посебен начин за вежба? Па да речеме некоја тактика да пробам да решам и ако не можам да решам во тој момент, ќе се зафатам со да речеме други обврски и во тој момент кога сум зафатена со да речеме тие обврски, ќе ми текне, ќе ми се појави потегот. Чекај, ова може да е потегот. Рековме ќе имаме европско. Каде ќе се одржи? Каде можеби ќе можат луѓето да дојдат и во живо да видат што правите? Ќе се одржи во хотелот Континентал. За време не сум се уште сигурна. Имаме време за тие информации, нели секако ќе ги пренесеме на гледачите, но хотел Континентал некако и поврзане со нашиот шах или она што се случува на шаховска сцена во Македонија. Ќе ви посакам многу успеси. Ми беше чест и што ве запознав и се надевам дека некако ќе се охрабрам можеби и јас да поднаучам нешто од вас поврзано со шахот, директно да одиграме некоја партија. Се гледаме во следна прилика. Се гледаме. Гледаме пријатно. Благодарам многу. Реков, шахот некако беше тема која што со посебно задоволство ја отворивме во Ферплей. Ќе бидам среќна ако можеби на оние од повозрасните генерации им вративме дел од убавите спомени поврзани со овој спорт, оваа игра и со Олимпијадата која што се одржала во Македонија, еден од нашите најважни и најголеми спортски настани на кои што сме биле домаќини, а ете, помладите сили, како што реков, се овде да бидат добар пример и добра мотивација и за оние најмалите, зошто да не, да се увидат и да видат дали можеби оваа игра ќе им се допадне. Ако вам ви се допадна она што го гледавте и ова неделно попладне на Телма, ние ќе се видиме повторно во следното издание на Ферплей. До тогаш, довидување.